Почитувани, на дневен ред точка која што побуди многу реакции кај фелата за која што теоретски се носи овој закон. Ние, кога се гласаше предлог дневниот ред, предложивме оваа точка да биде тргната од дневен ред, меѓутоа од страна на власта тоа не се прифати. И тука дискутираме денес неколку часа, 26 пратеници од опозицијата, ниту еден од власта не најде да каже нешто позитивно за ова законско решение. Заменикот министер, исто така цел ден е присутен во салата, на јавната расправа кажал некои воведни зборови, овде еве ние кажуваме и наши ставови, кажуваме и ставови на сметководителите, на комората на сметководители, ниту еден збор не кажавте спротивно од ова што ние го зборуваме. Да не демантирате, да ни кажете дека ова законско решение е добро, дека ние не сме во право, дека сметководителите не се во право. Јас овде ги имам сите белешки од Комисијата за европски прашања, што е сега, иако граѓаните многу добро знаат дека власта, кога сака нешто да протурка на мала врата, го пушта веднаш на Комисијата за европски прашања, каде што расправата е ограничена на 3 дена, каде што се треба да се помини така на брзина, на мала врата. Инаку ние пратениците сме поделени по комисии спрема онаму кај што сме стручни. Јас, например, сум професор високо образование, сум во Комисијата за образование. Така да најпаметно беше законско решение да се гледа на Комисијата за финансирање и буџет, каде што Комисијата за финансирање и буџет е составена од економисти во главном, од луѓе што ја разбираат оваа проблематика. Меѓутоа, кога се сака нешто да се заобиколи, да се помини на најбрз можен начин, тогаш се праќа на Комисијата за европски прашања. Тотално спротивно на деловникот, нормално секогаш власта ќе изнајде некој начин владата да напише дека се усогласува со некоја европска регулатива, меѓутоа на јавната расправа, која што од она што го кажа колегите кои што присуствува на таа јавна расправа, беше свикана ад хок во еден ден да се организира, поминато времето за поднесување на амандмани, и јас ќе ви прочитам кој е заклучокот од јавната расправа. Значи, сослушале луѓе од фелата и на комисијата заклучокот е следен. Членовите на Комисијата за европски прашања, имајќи ги предвид забелешките и предлозите изнесени на јавната расправа, ќе поднесат амандмани на предлог на закон за вршење на сметководствени работи. Поднесените амандмани ќе бидат во насока на подобрување на текстот на одредбите на предлог на законот за вршење на сметководствени работи, и второ, овој заклучок заедно со извештајот на Комисијата за европски прашања да се достави до владата и Министерството за финансии. Па колеги мои драги, кога ќе се прави јавна расправа, треба конкретни заклучоци да има од таа јавна расправа. А не овде ги слушнавме нешто таму кажуваја. Ова ме подсетува исто на јавната расправа која што се правеше за концепцијата за образование. Седеа тука во оваа сала еминентни професори до доцна во ноќта, кажаа што кажаа, нити се зеде во предвид никој, нити зеде некој заклучок да заклучи од тоа, нити па министерката зеде во предвид нешто што овде се зборуваше. Истото и ова, наполно истото. Као карикирано, овде слушнавме ние се, готово сега. И рака на срце поднеле одреден број амандмани, и вака делува многу фино. Предложивме законско решение, направивме јавна расправа, ги сослушавме сите од засегнатата страна и готово, проблемот е решен. Дали е решен? На 11.5. чинам беше, не, на 10.5. Комората на сметководители излегува со прес и не повикува сите пратеници да не го гласаме ова законско решение. Ке прочитам дел од дневниот прес, онолку колку што ми дозволува времето. Вика дека се врши грубо кршење
и злоупотреба на надлежностите. Имено, Законот за вршење на сметководствени работи е ставен на пленарна седница со европско знаменце, под изговор дека се усогласува со ЕУ директивите. Во овој закон, освен целосна окупација и злоупотреба на сметководителите, нема никакво усогласување нити поврзаност со наведената директива. И на јавната расправа еден од учесниците детално ви објаснува на директивите кои што вие сте ги посочиле таму како усогласување со Европската Унија. Од Комората на сметководители истакнуваат дека причина за злоупотребата на европското знаменце за носење на овој закон по кратка постапка е воведување на ново тело за контрола на Институтот на сметководители и овластени сметководители, наречено Совет за унапредување и развој на сметководството. Она што е целосна небулоза кај овој совет е неговата така наречена независност, а всушност во самиот закон е директно наведено дека за својата работа одговара пред владата, а во него членуваат представници од Министерството за финансии и рака на срце. Првото решение беше тројца, па со амандманска интервенција се намали на двајца од Министерството за финансии. И секаде ова влада кај што сака да ги пушти пипците и да контролира, одма нивни представници од влада. Представници од влада што одговараат пред влада. Која дубиоза. Понатаму. За жал знаеме дека интересот е онаму каде што се парите. Значи тоа не го велиме ние, не го вели опозицијата. Го вели Комората на сметководители на Македонија. Па така и во нашиот случај, години назад борбата е токму тоа. Да се злоупотребат парите кои сметководителите ги плаќаат за членарини. Од последните јавно достапни информации, ИСОС располага со над 30 милиони денари на својата сметка, па сега законодавецот по секоја цена воведувајќи паралелни контролни и репресивни тела, сака да дојде до истите. Еве главната причина. Еве главната причина зошто вака на сила туркате законско решение кое што фелата не го прифаќа. Понатаму, овој закон е врв на тортурата. Штетен е и нема ништо европско во него. Не затрупува со дополнителни трошоци, ограничувања, обврски и контроли. Значи грубо конфискување на наши средства за остварување на нечии лични интереси. Негово повлекување, зашто не уредува никакви права. Исто така предупредуваат и дека оваа професија е предизумирање и дека со носењето на овој закон состојбата се и повеќе ќе се влошува. Како до вас не допира гласот од овие луѓе? Зашто носиме законски решенија? Ако носиме закон за високо образование, треба да значи дека би го подобриле работењето, животот на студентите, на професорите. Ако тие ви реагираат, не знам зошто се туркаа со глава во зид и се носи нешто спротивно закон на она што фелата треба да им значи подобрување во нивното работење. Во текот на јавната расправа има одредени интересни изјави од одредени учесници во јавната расправа. Има една учесничка која што вика: јас од најголем поддржувач на законското решение, сега сум најголем противник. Па друг представник кој што јавно веќе кажува дека сериозно размислува да ја напушти оваа професија. Јас еве апелирам до вас, денес секако нема да се гласува законско решение, сериозно да размислите како треба да постапите по гласање за ова законско решение. Ви благодарам.